Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата За многу години. Денеска со своето присуство ќе не угостат момците од Гаража Бенд. Момци, добре дојдовте. Добро најдовме. Се надам дека се чувствувате пријатно. Пријатно, да. Така. Изведнаш да започнеме со прашањата, може да ми кажете од каде е идејата за името на бендот? Вака, името за идејата дојде негде околу пред 8 години. Тогаш бевме во друг состав. Тоа беше како еден вид лотарија. Имавме повеќе имиња во ливче и го излековме баш Гаража Бенд и така остана. Колку години се извинувам? Со овој состав веќе работиме, значи со колегата 7 години веќе како сме активни заедно и во потреба да имаме придружба, даре за некои поголеми прослави така. Значи групата колку члена број? 3? Двојца со придружба на саксофон даре. Плюс кога имаме поголеми свирки. Каде се може да ве видиме и слушнеме? Па претежно сме во ресторанти и наравно во приватни прослави кога има така. Ето да ве прашам, како се одлучивте баш музиката да биде ваша професионална пределба? Па тоа уште од мали нози, значи викат генетика од родителите, од фамилијата, имам луѓе кои се занимаваат со музика, па така се роди желба и со текот на времето стануваше се поголема и почнав да работам на тоа и ето тоа е до денес. Да, вие? Пред се дарба, талент, уште рана возраст се бавам со музика, имам настапувано со повеќе групи, и секаде из Македонија. Последните 7 години сме овој состав што сме сега. Така. Верувам дека сте имале многу настапи. Ете, кажете ми некоја случка пред настап, пред некоја манифестација. Вака, по манифестации сме настапувале на хуманитарни концерти, еве во Радовиш на Самунем Татлија, поголемо искуство ни остави на свирка во... Требаше да одиме во Струмица, се товараме со инструментите и му викам на колегата, дали зедовме се? Он вика да, зедовме се. И вика само да си го земам мобилниот и кога се врати од дома излева со сајзерот, рака, така да они остави некој по-впечаток како запамда до нешто по-интересно што не е било. Дали се случило да имате трема пред настап? Да, значи се случило на почетокот, кога почнавме пред повеќе луѓе кога работевме, имаше до одреден степен, ама со текот на времето исчезна и тоа. Како мине времето, тремава нема. Да. Споделяте некои планови за воиднина? Вака, планови за воиднина секојаш има, значи планираме здравје, да настапиме по фестивали, па да почнуваме нешто да работиме на наши песни, па ако има среќа и надвор од Македонија. Така, јас сега предлагам да продолжиме со музика, а потоа ќе се вратиме на разговорот.
Наспроти уметничката музика поставена е така наречената народна музика или музички фолклор. Народната музика се пренесува од колено на колено по пат на устно предание. Во Македонија постојат голем број народни песни и игри кои го одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето кои живеат во неа. Голем дел од оваа музика има свој карактеристични национални белези. Македонската народна музика представува синтеза на она што македонскиот народ го понел од својата прататковина и она што го наследил од денешната своја татковина и од пошироката средина. Според содржината и кореографијата, нашите народни игри и песни можат да бидат обредни и световни. Од обредните игри ќе ги наброиме додолските, коледарските, русалиските и така натаму. Во световните игри спаѓаат тие што се поврзани со животот и работата на нашиот народ, како што се борбените, свадбарските, жетварските, хумористичните, љубовните и така натаму. Во разни краеви тие имаат различни имиња, во зависност од местото и начинот на играњето. Македонските народни игри имаат своји карактеристики кои се манифестираат во разнообразието и богатството на движењата и ставовите во играњето. Ljubav
значи како што рековме се наоѓаме во мејана за мерак во Штип, со нас е сопственикот на мејаната, добре дојдовте. Добро е нашол. Да ве прашам ете накратко да ми објасните за мејаната, за традицијата која што се негува овде. Мејана за мерак е отворена пред години и пол време. Мејана за мерак е резултат на една 32 годишна традиција угостителска што има моето семејство во овој град. Тоа град го знаат сите во Штип. И е формирана токму и отворена за да се продолжи да се негува македонската традиционална кујна. Денес спремавме за вашата емисија за многу години нешто што многу луѓе го имат заборавено, како домашна бабина баница, како домашен зелник, сарма, гравче, мусака, што многу луѓе ги враќа многу години наназад. Имаме многу и од што не се овде принесени благи работи кои што ги произведуваме, како што е гурабија, како што е ежовка, како што е старинска баклава, што тоа го многу луѓе имат заборавено уназад многу години. Сите производи кај нас се наше лично производство, значи чисто мое семејно производство и настојуваме да го задржиме тој македонски традиционален угостителски, да го речам, начин на приготвување на храната. Така. Да, значи тука спаѓа печењата, спаѓат домашен леп, спаѓат скарата на стар начин правена, значи готвени јадења на стар, значи се настојува да се одржи традицијата наша. Значи луѓето некои се потсетаат, некои разговараат, значи објаснуваат како баба им правела, како татко им правел, како и дедо им правел, и тоа ми дава на некој начин волја да продолжиме на овој начин да продолжиме да работиме. Така. Да. Да наздравим за многу години. За многу години на нас.
Кога лудо те клонам јас, среќа не ќе видеш ти. Кога лудо те клонам јас, пато мори душманке, лелекатилке. Лоша дума не рековме, долго време се љубевме. Лоша дума не рековме, пато мори душманке, лелекатилке.
Ова е 9-то издание на емисијата за многу години. Се наоѓаме во Меја на замерак во Штип, заедно со Гаража Бенд. Ние го продолжуваме разговорот. Сакам да ве прашам за време на празниците, дали ги минувате со семејството или сте професионално ангажирани? Па, во овие 7 години сме професионално ангажирани и не сме имали време да минуваме со фамилијата, така се собираме кога сме слободни во приватни амбиенти. Повеќе работа, да. Така. Вашето искуство со групата од аспект како се слагате, дали имало некои недоразбирања помеѓу вас? По кратко време работиме заедно, до сега не сме имале недоразбирање. Се си е супер. Работиме константно. Да. Не сме имали. Во слободно време, дали се случило да ги забавувате вашите најблиски со музика или да се соберете заедно по Да, како што кажам претходно, да. Па, знаеме да се собереме така во друштво кога сме слободни и тоа ни секогаш излева како неорганизирано, ненадејно се собираме и се правиме веселби. Така за наша душа, за наш мерак. Да. А многу ретко. Добро, тоа е поретко, ама важно се дешава некогаш. Првиот настап пред поголема публика. Прв настап. Дали се сеќавате? Вака од мое лично искуство се сеќавам, тоа беше на еден Армас. Бев сам и така се изгубив повеќе од трема, беше страх, како ќе, што ќе, ама фала Богу помина се добро во најред и тоа ми беше така некако прво искуство пред повеќе народ. Но тоа како поединец, така? Да, како поединец. Како група? Како група првиот настап го имавме, се сеќавам, беше во Кафич со колегата кога свиревме. Беше добро, пак нели со трема работевме, исплашени како ќе, што ќе, како ќе, ама добро го правевме тоа. Да, почетокот е секогаш најтежок. Да. Јас ви благодарам за присуството, се надевам дека уживавте, ние уживавме со вашата музика. Ви посакувам многу успеси. И ете, да не изненадите со некоја ваша песна или CD. Да, Боже, ви благодариме на вас за поканата и мило ние што бевме ваши гости во вашите емисии. Благодарам. Македонските везови се работени редовно со домашни волнени конци, што го овозможувало и некогашното развиено македонско овчарство. За везање на празнични и невестински носи се употребувала и домашна свила, а речиси насекаде за нив се користела и срма. Посебно карактеристичен бил домашниот традиционален начин на приготвување волнени конци за везање, кои се сукале и одвојувале само со раце, без никакви технички помагала, што представуваат еден од најпрвобитните степени на предење текстилни влакна. Карактеристично речиси за сите македонски везови е нивната изведба со броење на жиците од платното и најчесто од опачната страна, што возможува полесно броење. Но тоа бара развиена техничка вештина. Во поглед на техничката изведба, за македонските везови најтипична е гобленската техника, полнеж, која со своите варијанти достигнала високо техничко ниво. Одделни техники во везот, релефните, ажурните, кравчињата се ограничени само на некои области. Везењето со прави ободи, со каечко, трупа, најмногу се застапени на женските покривала за на глава, кои поради мощна ложената техничка изведба често ги изработувале само поединечни везелки.